Ние денеска доставуваме писмо, лично од мене како председател на Единствена Македонија, и во писмото сакам да му кажеме на господин Ципрас да не навлегува во непотребна авантура сега во четврток на 17 мај на средбата со Зоран Заев, каде се најавува евентуално постигнување договор за името и за идентитетот на македонскиот народ. Ова наше писмо всушност ние даваме едно појаснување до грчкиот премиер, бидејќи постојат повеќе причини за ова наше денешно писмо. Прво, ние сакаме да му кажеме на Ципрас дека зад промена на името и идентитетот не стои македонскиот народ и поголем дел од граѓаните на Република Македонија, туку тоа е одлука на марионетската власт во Скопје од страна на Зоран Заев. Втора работа што сакаме да му ја укажеме на господин Ципрас е дека постојат и правни пречки за склучување на еден таков договор, бидејќи и според домашното право и според меѓународното право таков договор би бил спротивен на тие правни норми. Ова од причина е што за да биде исклучен еден меѓународен договор според меѓународното право потребно е да биде исклучен од овластени државни органи и да има дозволен предмет на преговарање. Во случајов нема овластени органи, бидејќи Зоран Заев не може да биде овластено лице со оглед дека е избран од собрание со кое председава нелегален председател на собранието. И втора работа, според домашното право, според македонскиот закон за склучување и ратификација на меѓународни договори, ваков тип на договори се во исклучува надлежност на председателот на републиката. А во законот е јасно кажано дека владата може да склучува само меѓународни договори од областа на економијата, здравството, енергетиката, земјоделието, културата и други области. Втора работа која што сакам исто така да ја кажеме дека според меѓународното право за да биде валиден еден меѓународен договор потребно е тој да има дозволен предмет на склучување. Во случајов сите знаеме се работи предмет на овој договор е промена на името и идентитетот, а според меѓународното право името и идентитетот не може да бидат предмет на преговарање, бидејќи името е во исклучива домашна юрисдикција според повелбата на Обединетите нации и исто така и според општото меѓународно право, прашањето на името е прашање на внатрешни околности, а не меѓународното право, и во таков случај според меѓународното право таквите договори се ништовни. И од тука ние, значи, како што кажав, го предупредуваме господинот Ципрас, доколку влезе во една таква авантура за случај ваков договор, новата легална власт на Единствена Македонија која доаѓа и која се навестува на првата своја седница ќе го поништи овој договор, бидејќи како што кажа за овој договор не стои македонскиот народ, туку стои марионетската власт во Скопје. Дотолку повеќе, особено му обрнувам внимание на Ципрас дека и тој добро знае, а и јас добро знам дека Македонија нема да биде членка на НАТО и нема да влезе во Европската унија, бидејќи иднината на Македонија е во стратешки сојуз со Русија и членство на Македонија во Евроазиската економска унија. Од тука, значи, тие нови околности се навестуваат, геополитички поместувања на Балканот се навестуваат, тие доаѓаат и Единствена Македонија како нова легална власт која ќе произлезе наскоро од народот, ќе ја спроведе јасно изразената намера на народот за членство на Македонија во Евроазиската економска унија и стратешки сојуз со Русија. Значи, со еден збор му укажуваме на господинот Ципрас, ова е непотребна авантура, нема потреба од ваков договор, бидејќи тој договор е ништовен и според домашното и според меѓународното право, така да ние веруваме дека овој договор, ова наше укажување ќе биде прифатено, дотолку повеќе како што гледате писмото го препраќаме преку грчкото дипломатско претставништво во Скопје по дипломатски пат, бидејќи обезбедивме тоа уште во текот на денешниот ден по дипломатски канали да стигне до Ципрас. Нема потреба од референдум, бидејќи никој не ни дал право нас како македонци во името на претходните генерации, во името на оваа генерација македонски и во името на идните генерации македонци да ние одлучуваме на некаков референдум за името, така да ние сме апсолутно против таква ситуација, бидејќи името е прашање на македонскиот народ и тоа е уште повеќе кажано со уставот од 1991 година, каде што јасно стои дека Македонија ќе го носи своето име Република Македонија. Што се однесува до средбата во Софија, се дигна многу галама во Македонија дека веќе работа е завршена, дека ќе се смени името. Јас сакам да го така уверам македонскиот народ да биде спокоен, ништо нема се случи драматично во Софија, тоа така ќе биде една приватна забава на Ципрас и на Заев. Некакви преговори ќе излезат со некакво нивно така проценка со цел да го за домашна употреба, за домашна политичка употреба на двете влади, меѓутоа во суштина во задне нема ништо да се случи од аспект на името, бидејќи јас кажав дека Македонија ниту ќе го смени името, ниту ќе стане членка на НАТО и на Европската унија.